како најпродуктивен играч со индекс за сега 18. Зад него по 5 поени за Андреј Маслинко и за Лука Стојановски, Адријан Магдарски 4 поени, 2 асистенции во редовите на Пелистер, каде што речиси се функционираше безпрекорно. Например, имаат 71% за 2 поена, 13 предност, заминуваат со 11 разлика на полувреме, а додека гледаме дел од најинтересните моменти, дел од статистиката. Шут за 2 поена, 60% имаат домаќините, 12 од 20, 5 од 12 за 3, 9 од 10 слободни фрлања и 21 скок, 11 асистенции. Замислете, работнички има 10 скока помалку, а изброј на асистенции. Гостите имаат 40% реализација за 2. Она што можеби се уште ги одржува во ова прво полувреме, има 7 тројки од 16 обида, што и не е така лошо, 4 од 4 за слободни фрлања. Меѓутоа, индивидуално Крајс очаен, само еднаш погоди од 5 обида, само 2 поена за него, иако има 4 асистенции. Ѓуровски еднаш погоди од 4 обида, на вистина на 12 поени, 3 скока. Рикич дојде до 14 поени и 4 скока, како двајца најпродуктивни кошаркари кај екипата на работнички. Падна процентот на шут, иако е над 50% кај домаќините за 2 поена, 57 или 16 од 28 погодени, меѓутоа се подигна процентот на шут за 2 поена кај работнички, кој беше драстично и под 40% во првото полувреме, дојде до 50 скупно, на 100, 10 од 20. Она што реков претходно ги држи гостите, 10 тројки од 22 шута, го поправија и скокот, дојде на 19 скокови и сега немаат двоцифрена негатива во поглед на скоковите, каде што тимот на Пелистер има 26 скокови. Имаат 8 тројки од 20.